Наместо реални мерки за граѓаните и стопанството, владината помош е задоцнета и недоволна. На работниците им треба реална помош сега и одма, а не процедура уште еднаш да глави во собрание, реагира Сојузот на синдикатите на Македонија. Првиот човек на синдикатот Дарко Димовски за Алфа рече дека владата мора да покаже сериозност и на работникот да му даде платежна картичка за купување на прехранбени производи, но и ваучери за струја, зашто во земјава не живеат само пензионери и ранливи категории, туку и работници со ниски примања. Ако државата се плаши за еднината на, како што велат, со оваа економска и енергетска криза, што останува за нас работниците? Апелирам да не дојде до социјални немери, да го решиме ова на економски социјален совет, пак ли ќе се заглавиме како што беше сетот мерки по 14.500 денара во ковид пандемијата. Пак ли ќе чекаме да има, ајде да кажам, партиски дилови за да се исполни се во ова? Мора да разбереме дека немаме време за чекање. И покрај што се задоцнети мерките, уште и вие ден денеска што се донесени не се применливи. Да чекаме собраниски процедури и измени дополнени на закони и да бидеме во неизвестност дали некој ќе ги изгласа тие, ајде како што викаат они сега, антикризни мерки. Димовски е незадоволен што владиниот пакет мерки не ги опфаќа на 100.000 вработени кои земаат минималец од 18.000. Според него потребна е добра методологија што ќе овозможи платите да го следат порастот на инфлацијата и на синдикалната потрошувачка кошница. Платите да следат трендот на инфлацијата, порастот на инфлацијата, да го следат порастот на оваа синдикална минимална потрошувачка кошничка која изработуваме по основна на државна институција, тоа е институцијата Државниот завод за статистика. И додека власта носи антикризни мерки, стопанството очекува реална и навремена помош. Последните најави се дека мерките за компаниите ќе бидат објавени до крајот на месецов. Во меѓувреме, владата ги понуди да користат поволни кредити и консултантски услуги за проекти во енергетската ефикасност и обновливи извори на енергија. Инаку целиот пакет помош тежи 35 милиони евра. Според планот, околу 42.000 граѓани ќе добиваат по 3.000 денари во следните 4 месеци, а пензионерите со најниски примања ќе добиваат по 1.500 денари месечно.